ова издание, САД донирале речиси $3 милиони во Македонија од почетокот на пандемијата. Лекарите предупредуваат, вакцината против грип поважна од кога и да било предходно. А како пандемијата го промени социјалниот живот во САД? Во продолжение. Останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Почнуваме со Newsflash на Гласот на Америка на македонски од Вашингтон. Владата на САД од почетокот на пандемијата во Македонија донирала речиси $3 милиони. Американската амбасада во Скопје вели дека дел од парите биле наменети за подготовка на системот за тестирање во услови на зголемен број на заразени со COVID-19. Мики Трајковски за ова. Бројна американска помош од појавата на COVID-19 стигна на адреса на разни институции и организации во Северна Македонија. Само американската влада од почетокот на пандемијата донирала $2.727.000 американски долари. Овие средства се наменети за меѓународни организации како СС и ЮНИЦЕФ кои работат во земјава, но и за Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје, Универзитетската клиника за инфективни болести, Министерството за внатрешни работи, јавни обвинителства, Министерството за финансија и Државната изборна комисија. Оваа помош беше наменета за зајакнување и на капацитетот на лабораториите да се подготват за спроведување на систем за тестирање во услови на зголемен број тестирања за COVID-19, како и скрининг на патници кои пристигнуваат на границите и аеродромите, за надзор и брза реакција за брзо откривање на нови случаи и следење на развојот на епидемијата. УСАИД помогна да се обучат и опрема тимови за брза интервенција за откривање на позитивните случаи и спроведување на анкети за следење на контактите. Обезбедени биле хигиенски и медицински материјали за здравствениот систем, во заштитна и медицинска опрема. Преку Црвениот крст се дистрибуирани и санитарно-хигиенски и комплети со храна до најранливиот дел од населението. Црвениот крст пак во соработка со црквата на Исус Христос и светците од подоцнечните дни од САД обезбеди донација од $15.000 во средства за хигиена, заштитни маски, одела, ракавици и визери за гинеколошките оделенија во 7 општини во земјава. Антибактериски сапуни, специјални средства за чистење на просториите каде престојуваат мајките и новороденчињата представуваат дополнителна поддршка за нашиот здравствен систем. И таа ни изразито и наменете за одделот за гинекологија, кој што ова лето во целава пандемија работи стварно со одлични резултати. Ние имавме во 2 наврати таму да имаме по 8-9 деца раѓања, така да по сите параметри таа помош и како ни е потребна. Купната нивна донација од почетокот на пандемијата е околу $70.000. Правија дополнителна поддршка со средства за хигиена и дезинфекција, храна и дополнителни специјални пакети за лица кои што имаат хронични заболувања, повторно за лицата кои транзитираат низ државата, тоа се значи мигрантите кои доаѓаат од Блискиот Исток и од Африка. Бројката на лица кои што ние ги обслуживме во периодот од јануари до месец август е негде приближно 30.000 луѓе. Од Црвениот крст велат дека соработката со црквата од САД ќе продолжи и во следниот период. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски. Почнува сезоната на грип. Центрите за контрола и превенција на болести препорачуваат секој постар од 6 месеци да се вакцинира. Велат дека следниве месеци ќе бидат клучни, бидејќи вирусот ќе се шири заедно со COVID. Лекарите велат дека годинава е поважно од кога и да било предходно вакцинирањето против грип. Центарот за контрола на болести препорачува секој постар од 6 месеци да се вакцинира. Очекуваме да има луѓе кои што ќе се појават со COVID-19 и со грип истовремено. Тоа ќе биде мощно опасно, зашто ќе се зголеми ризикот од смртност од едниот или другиот вирус, или од двата. Двата се респираторни вируси и се потенцијално смртоносни. А сезоната на грип само што не почнала. Не очекува сезона во која влегуваме со врзани раце. Освен тоа, работиме во клима на ерозија на вербата во вакцините. Центрите за контрола и превенција на болести објавија дека има нагло опаѓање на имунизацијата кај децата. Лекарите велат дека се намалени лекарските прегледи поради пандемијата. Тие велат дека не треба да се стравува од одење на лекар. Сите здравствени установи преземаат дополнителни мерки за безбедноста на оние кои доаѓаат во нив. Дури и кога нема пандемија, професорката Васудиван вели дека луѓето наоѓаат оправдувања да не се вакцинираат против грип.
Вакцината против грип не е секогаш најефикасна и некои тоа го наведуваат како аргумент да не се вакцинираат. Изминатите години ефикасноста беше помеѓу 20 и 60-65%, што се смета за успех. Експертите велат дека дури и не идеална, вакцината би можела да ја намали силата на вирусот. Кружат разни митови дека вакцината против грип всушност ќе ве зарази со грип. Тоа не е возможно затоа што вирусните честички во вакцината против грип се мртви и не може да се мултиплицираат и да заразат. Официјални податоци покажа дека за време на сезоната на грип, дури 80% од децата кои починале од грип не биле вакцинирани. Истражувањето од Универзитетот Дјук покажа дека само третина од возрастните во САД се вакцинирале против грип во 2018 година. Во најризичната група која може да заврши со хоспитализација и смрт од грип се мали деца, бремени жени и постари лица со други здравствени проблеми. Под зголемен ризик се и афроамериканците и други малцинства. Ме загрижува што заедниците што најмногу се погодени од COVID-19 исто така се погодени и од грип и знаеме дека стапката на вакцинација е пониска меѓу нив. Васудиван вели дека здравствените лица мора да работат со локалните власти, за да ја прошират пораката дека вакцините против грип може да спасат животи и да ги направат вакцините лесно достапни и бесплатни. 20% од брачните парови во САД изминатиот период се запознале онлайн, покажуваат истражувања за последиците од пандемијата. Кога Марио неодамна се преселил во Балтимор, преку пријателите добил бесплатна претплата на интернет страница за наоѓање партнерка. Мислел дека знае точно што бара. Предложив да се сретнеме за пијалок на FaceTime. Таа прифати. Неколку пати разговарав. Ме праша дали имам нешто против ако е облечена покомотно. Обајцата со недели не сме облекле формална облека. Се договоривме да бидеме како што сме дома. Беше пријатно. Компаниите што нудат услуги за запознавање велат дека и покрај старата изрека спротивностите се привлекуваат, важи обратното. Што послични се партнерите, толку е поголема веројатноста да изградат трајна врска. На една од најголемите интернет страници за запознавање iHarmony треба најпрвин да одговорите на преку 400 прашања пред таен математички алгоритам да ви го препорача совршениот партнер. Джиан Гонзага е директор за истражување и развој во iHarmony. Сакав да направам ништо поинако, затоа што е виртуелен состанок. И на првиот и на вториот состанок етиката е иста. Сакате да изгледате добро. Важно ви е да оставите добар впечаток. На првиот состанок многу е важно да не бидете напорни. Психологот Макон Фардис има малку верба во математичките алгоритми и дава статистика дека само 7% од луѓето ја кажуваат вистината кога се опишуваат. Сакав да направам ништо поинако, затоа што е виртуелен состанок. И на првиот и на вториот состанок етиката е иста. Сакате да изгледате добро. Важно ви е да оставите добар впечаток. На првиот состанок многу е важно да не бидете напорни. Марио преку интернет ја запознал Тамара. На почетокот бил загрижен дека е многу слична со него, но сепак ја поканил на кафе. Тамара се сеќава на првата средба. Ова е вистинска шанса за продлабочување на односот, побавно влегување во врска. Тоа било пред една година. Минатиот месец се венчаа. Обајцата би ја препорачале на пријателите интернет страницата преку која се запознале. И додека научните студии не полагаат голема верба во алгоритмите за запознавање преку интернет, други истражувања покажуваат дека 20% од брачните парови во последно време се запознале токму така. Благодарам на вниманието. До гледање до утре.